И уште еден подкаст, или уште еден водкаст или видеокаст, како што некои од моите пријатели го нарекуваат тоа што го работиме подкастот или видеокастот или водкастот вербален и стигнавме вака или онака до 14-тата епизода. Морам да признам дека минатата епизода беше една од највозбудливите, а богами и според оно што можеме да забележаме се однесува на оние популарни views или прегледи и слично, и негледаната епизода без никакви спонзорирани објави, без никакви реклами слично, во моментов имаме некои 5-6 илјади прегледи, што е навистина фантастично, а беше посветена на Вардар. Вардар се исполни својата мисија и задача, а тоа е да влезе во првата лига и можеби затоа беше толку актуелна таа тема поврзана со Вардар, баражот околу него и слично. И сега некако природно или не се надврзуваме на нешто што е, како да го наречеме, спорт. Спорт, можеме слободно да го ставиме во спорт, меѓутоа спорт од необврзувачки или аматерски карактер, да. Како да го наречеме. Имаме тука драги гости Антонија или естрадно наречена Тина и Ненад, кој што или Нено ќе позборуваме малку за една. Јас кога решив да ве поканам, најпрви не можев да сватам дали се работи за организација, здружение, асоциација. Све одгоре наведено. Што е по статус 091 на Ранкру? Сега веќе официјално сме здружение, меѓутоа доскоро бевме неформална дружина. Отскоро сме и формално друштво за повеќе спортови, трчање, дуатлон, триатлон, велосипедизам, планина, секој објасниме едно по едно. Најпрви вака една општа слика. Меѓутоа во суштината 091 е аматерско друштво за трчање, урбана група, која што да речем се состои од луѓе што ги обединува една пасија, тоа е трчањето. Повеќе сте, ајде да речеме, една идеја, луѓе собрани околу една идеја, тоа е од оно што го разбрав, да се трча или да се спортува на подолги стази, нешто што јас и нашиот драг продуцент Мањо за сега не можеме да го направиме, бидејќи можеме да истрчаме. Како рече ти пред малку во емисија, се работи за трчање, но од аматерски карактер. Значи ние исто така трчаме по деца, трчаме по банки, трчаме да платиме сметки и така натаму. Јамар така го разбирам. Ние истото тоа го правиме, меѓутоа и рекреативно се бавиме со трчање. Покрај тоа што е аматерско, рекреативно, истото гледаме да го прошириме на нашата околина, на луѓето кои што не знаат и ги знаеме, и воедно сме, да речеме, ти на тоа го начина, различити од останатите со тоа што ние сакаме и да даеме поддршка кон тие луѓе кои што или почнуваат да трчаат или веќе трчаат. Едноставно таа е многу битна карика во целото бавење со трчањето, поготово трчањето на подолги дистанци, и кој што бара и некои поинтензивни тренинзи. 091, како што кажа Тина, е од скоро регистрирано здружение на граѓани, иначе пред тоа беше неформална група, кру, баш тим, екипа, како би се нарекlo екипаше преведено, кој што е трча урбано, патува на разни трки надвор од земјата, и на тие трки мораме да кажеме дека си ја презентираме нашата земја, нашиот град и трките во нашиот град пред се, затоа што многу интересно кога ќе одиме ние некаде на страна, како го доживуваш еден град трчајќи низ неговите улици, истото тоа да сакаме да го приуштиме или да им го пружиме на луѓето што доаѓаат кај нас овдека во Скопје. Ма претпоставам дека ги водите по строго утврдени рути, затоа што некои делови од градот баш и не се за гледање во моментот, да бидеме искрени. Има такви руини на моменти да сигурно имаме. Рутите се однапред утврдени. Значи се работи, ние на пример посетуваме, така иницијално и настанавме, преку трчањето шитавме низ градови каде што се организираат тие маратони, како што е нашиот скопски маратон, веќе далеку етаблиран. И преку шетањето на тие маратони и запознавањето на нови градови запознавме и други дружини
кои што не инспирираа и ние да создадеме услови и да ги поттикнеме луѓето дека спортот е инспирација да направиш нешто за сам себе. Значи не мора ти да си трчач или никој од нас, значи ние секогаш потенцираме дека сме аматери во суштина. Поентата е дека спортот е за секого, во аматерска смисла на зборот, дека секој може да направи нешто за себе, дури и доколку не го упражнява, да речем, спортот, може да биде учесник со тоа што ќе биде навивач, поддржувач на спортот и помагач на спортистите. Во последно време, значи сега малку, можеби после ќе се навратиме на минатото како што, меѓутоа во последно време го потенцираме моментот на поддршка, инклузивност на сите луѓе, дека секој еден може да учествува во спортот, да биде поддржувач од спортот и дел од нешто поголемо, доколку нели сака да помогне и врати нешто на општеството, на урбаната култура, на градот свој. Така да оваа урбана приказна, преку која што, да речам, ја се инспириравме од другите градови и другите трчачки дружини, со кои што секојдневно соработуваме, практично ни помагаат да ја подигнеме урбаната култура околу спортот, во нашиот случај повеќе трчањето, и да потенцираме дека секој еден, значи особено на наши години, можда не може да се бави факт со професионално со спорт, меѓутоа да ги усети ефектите, бенефитите од спортувањето на аматерско ниво, да истрча подолга дистанца, за некого е успех и 2 километри е голема дистанца, затоа не прецизирам, не тврдиме колку километри полумаратони, маратони. Меѓутоа, сите ние сме почнале од 20 минутно трчање, сме стигнале некој од нас таму каде што сме денес, но поентата е што преку трчањето осетивме прилика дека може на пошироката, да речам, заедница да се помогне, инспирира, мотивира да направат нешто повеќе за себе и за другите. Нашата приказна, значи, вклучува отвореност, инклузивност на сите луѓе, без разлика дали можат или не можат да спортуваат. Секој може да биде инволвиран во спортот. Добро, веќе се оние парадисциплини, имаме пари олимпиади каде што луѓе без екстремитети буквално се надпреваруваат во разни дисциплини, играат кошарка со полички и така натаму. Ја нас мислам дека се уште сме на едно, да речеме, назадно ниво, или нулта ниво, кога стана збор за инклузија на оваа категорија на граѓани во разни спортови. Сега гледам, денови имаше некој повик од град Скопје за вклучување на овие категории, ама знаеш, од друга страна па тоа си бара и своји капацитети, своји специфични простори. Не знам, ја може ќе бидам, може нема да спремаме на проекти на организација на настан, многу што учествуваат на скейт контест, луѓе кои што се буквално во колички. Имаме натпреварувачи од Србија, од други градови. Мислите ли дека е можно да се одржи, не знам, кај нас да речеме трка на која што би учествувале? Не знам, може би во посебна категорија луѓе кои што се со посебни потреби. И веќе се случува факт дека добро, кај вас може би малку полесно затоа што имаме улици со попреченост. Меѓутоа моментот е дека и оние што не се чувствуваат спремни да учествуваат физички, да бидат дел од таа спортска активност, може да излезат, затоа и ги правиме тие чирингс, Нино ќе може повеќе да раскаже за нив. Гледаме веќе дека и се шири тој импулс да излезе народот, да навива, да ги поддржи. Значи, секој еден, ако сака, може да биде дел и да не речам гарантираме дека ќе се чувствува подобро за сам себе. Да се пријавиме, мајде? Да. Ама ќе мора да тренеме од 5 минутно трчање. Не, јас имам навика по 15 на 20 минути, тоа ми беше лига на почеток ти до подале. Тоа сакам баш да им кажам, вие на почеток може да ни се придружите
на една чиринг зона, на вивачка зона, да речеме. Следната е на 1 октомври на Скопски маратон. Обично сме на таа трка, таа е гордоста на нашата земја и град, Скопски маратон, и сме позиционирани кај Зоел и успеваме да ги фатиме тркачите пошто е кружна стаза и кога одат према Ново Лисиче и кога се враќаат према. А каде е последната точка? Старт и финиш е на испред парламент. Па ние можеме од Зоел до парламент. Па да, таман финалето ќе го фатите. Можете да ни се придружите да видите која е таа енергија таму и може ќе посакате трчајки да поминете низ таа. Види, јас имав една сесија посебно време на корона, имав една навика секоја вечер да трчам барем по 15-20 минути во блискава шумичка, ама никогаш не отидов над тој лимит од некои 2,5-3 километри. И сега се прашував како би мајко му, нели најкраткиот маратон има 5 километра и гледам доста луѓе што се пријавуваат, а убеден сум дека не може да изтрчаат толку. Што прават? Мамат ли? Некогаш не. Се надминуваат. Некогаш и самата атмосфера и енергија и тие вибрации околу ќе те понесат и кога си не си доволно спремен и кога си брз или не брз или спор или знае таа енергија да ти даде додатен адреналин. Ова сакам да Јас ќе ти кажам еден мој пример, пошто ти рече 2 километра, 3 километра, како јас почнав. Школски другар мој Илчо, дел од нас секогаш и он, да речеме, беше спортски човек по средна школа, играше баскет, фин висок дечко. Меѓутоа животот понатака го направи дупли од тој што бил. Отиде на 160 кила. Значи он има висина сигурно 1,90 м. Мања не е страшно. И почиња да тренира искрена трчање, доаѓа на негови 70, пола од човек. И ја тоа го гледам на таа трансформација, гледам кроз социјални мрежи, се мотивирам. И јас од мои некои 120 доаѓам до 90. И ме гледа и он мене, дека имаме апликации Garmin, Strava, тоа рути кај трчаш. И ме вика, ме повикува, ајде дојди, вика, додриме на 10-ка. Ја 5 километри. Ти на кебапчиња мислиш? Ја 5 километри, може 10-ка у десна. Тој вика, ќе видиш што е заедно 10 души сме, вика, ти гарантирам, те гледам дека можеш 5, чи можеш 5, можеш и 10. Шо ти е тега, 5 и 10 е дупло. Прифатив, дојдов, без проблем. Со муавет, со така, едноставно. Да, ма чекајте се, али имаше претходно некои. После трчаат маратони. Кој е темпото на трчање? Постои ли такво нешто? Затоа што знам дека луѓе, не знам, етиопиците трчаат со некој ненормално темпо по 4, колку 47 ли беше? Маратон, фул маратон е 42. Значи ги трчаат во едно навистина силно темпо. А гледам на маратони кај нас има луѓе кои што буквално се на граница на брзо одење, да речем. Како се одредува кое темпо се наметнува при комотно темпо за трчање е дефинирано како темпо во кое можеш да срочиш на тој што трча паралелно со тебе една проста реченица. Во смисла може да правиш благ диалог. Тоа е комотно темпо или ако кажеме во чекори на 3-4 чекори да зимаш див и да испушташ див. Лесно трчање. Да речем. Но тоа тие пейсови на трчање, брзини, тоа е индивидуално. Кој за кого? Не, затоа што некогаш кога сум тргнал сум свикал како се да малку да шпринтнам или не или да. Тоа уопште не е наша главна преокупација или тема на нашата екипа, на нашето кру. Ние не сме некое си атлетско друштво или школа за трчање. Да, јасно, ама сепак да го центрираме некого да му кажеме ти си толку брз, можеш да трчаш толку. Не, ние сме екипа што трча. Кој како знае, како уме. Но секако на дружбите точно вакви прашања се дискутираат. Секакви прашања, од тоа како да се справиш со плускавец на трка до кој е прв случај да облечам за трка, какви патики лежат, кои какви чорапи, дали чорапите. Тоа е поентата на нашите дружби, како да го истурка, еве, наместо 3 километри низ шума да поминаш утре 4 или 5, секој со своите амбиции. А каде трчате обично? Има ли разни теми? Градските улици, низ кеот. Не гледав никоја трка на некој рид или така нешто имаше. Гази баба да не. Сме трчали во Скопје, ако зборуваме за подготовки за регуларни рекреативни тренинзи, сите рекреативни места, да речеме скопски,
од Газибаба, Кеј, новата тартан стаза во градски парк, Сарај сме трчале. Водно, секако водно ни е особено во летните денови, да. И во загадените денови во зимно време горе е по чист воздухот. Пантелеймон, средно Марково Крушче, тоа се некои валовити патеки, да речеме, што се окей за трчање горе-доле. Добро, ти ми рекоа дека ти си била од прапочетоците на ова движење, иницијатива, здружение, како се рече. Диносаурус. Не си пријател на мене. Да, јас Чија беше точно идејава да се сплотите вака? Точно идејата изникна од Слонче, поздрав на него. Ние бевме, да речем, група на луѓе што... Нетипично име, морам да признам за маратонец. Не, тоа е нагалено. Ама истото е приказна за него. Таа исто е Слонче, затоа што... Исто некои си 140 на веројатно така. Од Смок, да, Смок. Да, од си исто Смок. Да. Ти подготви се и остави ги ти. Леген. И јагликидратите. Да. Додуше јагликидратите може да користиш ако трчаш дома. Да. Мислам дека нема да биде проблем. Тие се топа. Имаме една девиза баш со Слонче, дека трчаме за да јадеме или јадеме за да трчаме, но првото е поточно. Значи, ние бевме така, рекреативци низ Кеј, што кој пробуваше да намали тежина, кој да остави стресот од дома и од работа. И почнавме нели да шитаме, да ги истражуваме тие маратони надвор во метрополите на Европа и пошироко. Кога дознавме за тоа движење Bridge the Gap, кое што требаше да ги надмине разликите меѓу Англија и Америка. И на наша среќа, да речам, Слонче дозна дека во Белград ќе се одржува еден настан од тоа движење. И ние решивме дека ќе бидеме дел од тоа. Се здруживме, се именувавме, така, да речам, неформално седнати, какво име да си даеме, сите сме нешто стари као за трчање. 091 е стариот позивен на Скопје. И некако, не знам сега кој беше кумот, меѓутоа излезе тоа име и така почна приказната. Но инспирацијата од другите друштва и од цело тоа движење што прават се прошири со тек на времето, затоа што се наметна дека трчањето како култура е подалеку од трчачите. Тоа пробуваме и тука, нели, да го аплицираме со нашите настани, односно да извршиме инклузија на луѓе кои што се поразлични, без афинитети за спорт, без предрасуди на луѓе што, нели, не можат да истрчаат 20 километри, не значи дека ти си помалку трчач од мене. И ти си трчач и јас сум трчач. Едноставно, колку бил временски ангажиран и колку посветен во приказната или колку амбиција имал. Ако праешаш кардиоваскуларен хирург, ќе ти кажат дека идеално за општото здравје е максимум 5 километри на дневна основа, така да ти си совршен трчач. Мене ако ме прашаш. Се добро и не знам се кога точно да ги гледам, ми се појавуваат по разноразни социјални мрежи на рилови кај што зборуваат разноразни нутриционисти а некои се само прозвани експерти од областа на физички култури, спортски култури, така натаму, дека идеално темпо вели за трошење на мастите и на намалување на тежината е она кога ќе ти се ороси као челото и тука некаде е тоа умерено да имаш очекување на срце и да имаш оросено чело, дека тоа било идеално не да се зноиш премногу. Затоа не ретко велам на фудбал кога ќе се направиме лом за 15 минути, нели трчаш таму борба е тоа, летаат шамари, боксови се, таква е динамична. Дали навистина трошам нешто или само ги си испотам за 5 минути? Ќе навлеземе во некоја тема, може ние не сме експерти на таа. Нема, вие би требало да знаете тоа подобро. Сте осетиле промени на телото во однос на тој контекст. Па да, да кажеме нешто.
Да, точно е тоа што го кажеш дека Затоа што ја трибал маратонец не познав, нити тој велосипедист. во одредени зони на срцевата акција има различити действија на телото. Меѓутоа сега да не навлегувам, јас стварно не сум експерт во тоа и тоа е индивидуално кај секого. Не може да бидеме на ист левел, да речеме јас и некој 30 годишник со зоните на срцева акција и автоматски не трошиме еднакви масти, топиме на исти откуцаи, да речеме, обртаи на моторот. Така да не навлегуваме у тоа да не. А ти твоето искуство какво е? Па моето искуство е да, точно, дека јас имам топено масти во некои си лесни зони на трчање. Тогаш сум слабел. Доколку нагазам посериозни тренинзи, да речеме, тогаш Ти рече си изгубил колку 30 дена? Па да, отприлика 25 кг. Машал. И ако нагазам појаки тренинзи, да речеме, тогаш престанува тоа топење. Тогаш више може да се случи да се зголемува килажата на основа на мускулната маса што ја градиш нозете и така натаму. Така да тоа искуство јас сум го осетил дека ако идам со лагани тренинзи, некои ниски зони, со внимање на исхрана, многу споро и долго. Она е јас што пак ја кажам, ние аматерски и од муабети вака седејќи со трчачите, решавање алгоритми како да ослабеме и да сме побрзи. Можам да кажам дека рецептот е споро и долго, дужина е спора. Од моето искуство единствено можам да тврдам дека 20% е спортот, 80% е исхраната. Исто така. Значи, ние сите трчаме, посветени сме, никогаш и забегуваме, ујаки припреми влагаме, леле сега на овој маратон, ќе направам некој си што е смешно, што... Личен. Да. И муабетот ми беше, се посветуваме, меѓутоа, во исто време, тоа го правиме за да можеме да испиеме едно пиво повеќе или изедеме чоколадо без грижа на совест. Јеме се ги заставиш на едно пиво. Не, едно пиво повеќе. Не бива да кажеме, сепак промовираме здрав начин на живот, нели? И 80% е исхраната. Така да... Добро, имате чести дружби, оние неформални, веројатно после трчачките моменти или манифестации што ги имате, вака до што може да го видам по страната и на веб страната и на социјалните мрежи, имате дружби, имате излегување после трките во локали или Скопје, веројатно шетате гости. Малце ми делувате да кажам, мислам, знаеш што го правите ви байкериве, тука сте ми слични малку. Значи доаѓаат гости од други земји, па ги шетате ги запознавате. Тоа не сме го измислиле ние. Значи во социјализмот имаше размена на другарчиња, дописници, така натаму. Не е ништо ново. Она што ние го практикуваме како, да речам, редослед на Bridge the Gap настаните, можеме да објасниме ние како го организираме. Не, уште не можам да разберам што тоа Bridge the Gap. Што конкретно значува? Значи, што е, не ми беше јасно баш. Тоа е глобално тркачко движење, каде што можеби трчањето не е на прво место. Туку поентата на целото движење е сплотување на луѓето заедно. Социјален момент. Социјален сплотување на луѓето заедно и еден момент на пробување да се извлече најдоброто од тие луѓе на тие дружби. Би кажал, би го објаснил попластично дека Bridge the Gap настан се одвива секојаш пропратен со некоја трка, углавном маратон, полумаратон, да речеме во некој град, и нема никаква врска со таа трка. Туку таа ги обединува, ги сплотува Bridge the Gap тимовите од цел свет, или ако е Европа, не секогаш може да дојдат луѓе и не може би атрактивно да дојдат луѓе секаде секогаш од да речеме сите делови на светот, меѓутоа да речеме еден европски Bridge the Gap би изгледал вака пластично на една трка во Германија се собираат екипи од цела Европа и во склоп на тој маратон или полумаратон прават своја дружба која што почнува од петок, трае до понеделник, сите тимови меѓусебно се дружат, разменуваат искуства,
разговарат за музика, менуваат плочи, култура, уметност, има луѓе од секакви профили. Да речам, можеби најмалку се зборува за трчањето. Се зборува да сум направил некои разлики помеѓу полумаратон и маратон. Луѓето на маратони поише зборуваат за трчање отколку на полумаратон. На полумаратон се малце поопуштени. Значи како паѓа дистанцата да, тука има и некое пиво поише што ќе рече Тина, а на маратоните е више, пошто маратонот е дистанца која што бара сериозна посветеност, ако сакаш и респект, ако сакаш да завршиш неповреден, да бидеш здрав и читав и да си ја завршиш трката. Така да на тие настани движењето, ќе кажам пак, ги сплотува луѓето, да извлече од нив најдобро во тој момент, да се како луѓе. Да се направи еден миглинг низ тие настани, разменување на разни искуства од трки и така натаму. И интересно е во момент во тие дружби е тоа што знаат екипите кои што го организираат тоа да понудат и хостинг, значи можно е да ти најдеш некој пријател нов кој што ќе те покани да спиеш кај него дома, исто така ти можеш да поканиш некого и тоа и го правиме. Ние имаме сериозно голема мрежа на пријатели насекаде. Од Германија, од скандинавските земји до Турција, од Португалија до Русија, каде што можеме слободно да се обратиме и да кажеме доаѓам на таа трка, имаш, тука сум супер, дојди кај мене, ќе те примам, имам слободен кауч, имам кауч на надувавање, баш така. А тоа во денешницава е многу битна работа. На некој начин му овозможуваат, мрежата му овозможува на секој еден да присуствува дури на најскапата трка. Значи, тоа е таа инклузивност на прифаќање. Значи, иницијално е премостување на разлики, bridge the gap. Тие разлики, да, некогаш ивентите се во насока на помирување на нации. Со Грција и со Бугарија тоа ги прашав. Како апсолутно може да... Да, ние имавме идеја да направиме нешто такво. За жал, во нашите соседни држави, во Бугарија и Грција, нема такво кру. Нема екипа која што е дел од... Во нешто сме понапред од нив. Па сме понапред, сме понапред од нив. Има во Тирана, многу добри пријатели сме со албанците од Тирана, Тиран се вика, Тирана Running тим, и сме пријатели. Искрено имаме некои идеи, проекти со нив кои што сакаме да ги направиме, ако успеат земјите да отворат еден граничен премин таму, не знам, кај Преспанско езеро кој што со векови не е отворен, можеби ќе направиме една интересна тркичка заедно со нив, они се за секојаш соработка и тоа Тина што го кажа, премостување на разликите меѓу нациите. Најпластичен пример е тоа што една екипа од Загреб, една екипа од Белград стана малтене нераздвојни пријатели на почетокот на ова, да речеме, преку ова движење. Нешто што некогаш беше нормално во Југославија, беше. Да. Тоа беа посвоени рани, да. Ама еволуираше, значи цело движење еволуираше, веќе е сведено на инклузија, прифаќање на различностите, отвореност за луѓе што се поинакви, поинаков пол, поинаква раса, значи без дискриминација, без предрасуди. Со тек на годините, да речем, го подигнаа нивото. Не се сведува на трчачи, туку на пошироко културолошки... да речем мисионери. Да. На некој начин. Да. Ако го спомена инклузивност и разни идеи во врска со ова, како стоиме со поддршка од локалната сцена, односно од домашните институции, односно сте се обратили или некаде, не знам, град Скопје претпоставам пред се општини, ние заборавивме на почетокот емисијата да ги поздравиме спонзорите. Не. Благодарам. Поддршка. Ова е твојата. Ја ще да направим малку покасно, Те пресекоа за... Не, само да ги посетим, дека се уште никој не поддржува. Се уште никој не. Так биде, може. Еден ден. Видете, значи, Извини, треба... Ти си првиот што ми упадна и перено као. Ме извеси, ме провали веднаш. Инаку...
Добро. Имаме ние една минута пауза. Ќе направиме подост. За тие што ги немаме како спонзор. Извинете. Сега да кажем, со тек на време, дали преку трчање или искуството што го стекнуваш животно, не секогаш треба да очекуваш поддршка, туку треба да размислиш дека и ти треба да даеш нешто и да бидеш поддршка. Мислам, за тоа повеќе нашето друштво се фокусира, бидејќи трчачката фела никако кај нас, за жал морам да го извадам и ова на маса, веќе... Како и во секоја друга фела? Како и во секоја друга фела? Ајде направо предел со одличарите, ама доврши прво. Да. Мислам дека знам што ќе кажеш. Не, нема да биде кој знае каква критика, меѓутоа се фокусирани на себе, на она што они лични постигнувања. Никој од нив, мислам секој од нас треба да размисли што може и да направи за некој друг. Ако се осетиш убаво на трка или влезеш во криза, неможност да стигнеш до крај, ако ти помогнал некој некогаш и оваа трка баш денес нема да учествуваш, излези, помогни на друг да стигне до целта. Сега сме некако фокусирани на тоа, па сакав малку, нели, да еден апел. Мислам дека веќе да има слух, и луѓето веќе ќе завршат трка, се враќаат назад, аплаудираат, меѓутоа претежно трчачите. Апелираме и кон тие што не трчаат и кои што им е тешко во недела да станат, доколку ги разбудат децата рано и доколку им е досадно и доколку имаат направено ручек и напишано домашно, ако може да излезат и да дадат поддршка, да дадат поддршка на тие што се мачат по сонце, по пекол, по пусти улици, благ аплауз или чаша вода да им понудат, верувајте, ќе се вратите со убаво чувство за себе дома. Но претпоставам дека не важи за оние кои што се занимава со ноќен рок-н-рол и заглавува до 3-4 наутро. Ќе простите на таквите. Кои што паш и не може да станат тука. Па кај 3-4 таму и 10 са бајле, што Значи да не спиеме. Не е тоа трката кога не е, трките не се секој ден, тоа се во нашиот град. Да, колку имаме такви, ајде да речеме, не знам, во види во Македонија во моментов таа тркачка култура расте и трки никнуваат насекаде. Да се концентрираме на Скопје, на нашиот град, можам... Извини што ќе да прекинам, само мислам дека и трчањето и велосипедизмот паралелно некако расте. Со ковидот мислам дека нагла експанзија. Па нешто се случи, да, и гледам доста луѓе кои што и трчат. Мислам дека за ковидот се случи таа, за време на пандемијата се случи таа експанзија и луѓето едноставно тогаш во еден куп купија точаци и така натака и така натака. Меѓутоа, кога ме праша за трките, Скопје има неколку трки, и ако збориме, нормално имаш гледачи од цела земја и од цел свет, има трки во Македонија. Скопје има Скопски маратон, е најпознат, Скопската 10К сега, само што беше. Маратонот има, самиот маратон внатре има 5 километарска, 21 километар маратон и штафетен маратон. Потоа тука е водно матка трейл трка, ако збориме за брдски трки, узгорница, уздолница, надвор од асфалтните рамни трки. Величествена за љубителите на природата. Да, таа е навистина сега веќе 5-6 издание, меѓутоа е расте и станува се популарна и се популарна. Заслужено. Охрид доби преубава трка, Охрид трчат. Тоа сега е наредниот викенд, да, дечките од Охрид трчат се. Навистина имаат убава идеја како да го заживеат тој тркачки туризам и да направи бенефит за Охрид. Нив ги поздравуваме, они се наши добри пријатели, таму ќе бидеме овој викенд, ние ќе дадеме поддршка на нивните тркачи. Имаме таму една навивачка чиринг зона и поддршка ќе дадеме. Ќе отидеме со нашите семејства, ќе даваме водичка на вода, електролити на луѓето што трча. И малте не во секој град постои трка сега. И тоа расте. Уште трчачката култура да ја напреде. Да. Трчачка култура, да, тоа
што спомнав. Да би сакале да може, ако ништо друго, Скопје да биде пошаренолико за време на неговите трки, маратонот поготово, повеќе луѓе да заличи на една светска метропола, да не биде гледалиштето сконцентрирано само некаде во централниот дел. И некако, знаеш, го забележувам, значи фирмите претежно се групираат околу себе и околу нивните вработени, као малце извини, моје чувство е тоа дека секако по директива, као слушај, сега сите вработени одиме, можеби така некако униформирани, па да истакнеме фирмата. Немам пример кого да дадам, меѓутоа сум слушнал ја дека тоа е некако некаде и дури исцилено, као обрзувачко. Да, дојди ќе ви скратиме 15. Не сум слушнал за пратење, меѓутоа има некој што не сака едноставно да иде да трча, меѓутоа тој ако не сака да трча, дајте дојди направи плюс. Тоа е нашата цел, да стане, тоа е интересно. Ние одиме, сме шетале, сме биле да трчаме сериозни трки, значи големи спортски манифестации и сме виделе што е тоа. Сме виделе како е да трчаш во Берлин, како е да трчаш во Лондон, како е да трчаш во Келн, во Копенхаген. Таму едноставно шпалирот од луѓе од првиот до 42-иот километар. Врнело веело, деца, млади. И јас можам да кажам една интересна случка и ситуација. Бев сега скоро пред месец дена во Лондон, трчав лондонски маратон, на моја среќа ми извлекоа на лотарија да учествувам таму. Сега како личен пример ќе го кажам и доаѓаат на мејл разни реклами. Сега ти мислиш дека тоа е све некој гледа да те заработи на тебе, на тоа, да ти извлечат пари. А како дали сакаш маичка со твоето име? Што ќе ми е маичка? Усвари маичката со твоето име у Лондон е прв погодок. Они ти довикуваат. Имаше некој тип Сајмон до мене, мислам 30 километри, а само Сајмон го, само за него набиваат, жал, онака. И уствари излезе дека тоа е едноставно имаше многу народ, многу. А не било до маичките, до културата. Да, до културата. Затоа што во другите, секаде ти го пишува името, меѓутоа во големите метрополи се луѓето доволно инволвирани да го прочитаат твоето име и да ти речат ајде Антонија можеш. Тоа е поентата на нена. Значи, спортските настани се исто така културни настани. Ако градот знае да живее за некој концерт или да посети некоја изложба, треба исто така да чувствува и некоја обврска спортски настан, да поддржи со присуство, со физичка поддршка, за да живее градот и во спортски дух. Значи, тоа има мултипленарен бенефит. Тој е еден таков спортски настан. Тоа не е спортски настан да речеме од лимитиран од некој мал број на учесници спортисти, да речеме фудбал 22 играат. Кошарка играат тамо 10 со резервите колку се и тие ќе дојдат во некој хотел, да речеме ќе одспијат. Замисли сега ние во Скопје имаме трка каде што дојдат 7-8 илјади странци. Тоа е science fiction. Доаѓаат, се зголемува бројот. Ние како екипа правиме се да промовираме нашиот маратон. Правиме се. Ние имаме исто неверојатно убава соработка со Скопски маратон, носиме флаери од Скопскиот маратон со таа понуда што следува со учеството. Што би било кога 2, 3, 5 илјади странски тркачи, аматери би дошле во овој град. Тоа е мулти бенефит за градот. Тука имаш хотели, ресторани, цел викенд еден убав тркачки туризам, да речеме, бенефит за целото општество. Може би сега ако гледаме од некој помалагол, тоа е бенефит за некој си што има хотел, меѓутоа не е така, или имаме други. Добро го стави градот на мапа и така. Види сега за сега има најава за 7-8 работници од Бангладеш, ги пак дали ќе имаме туристи, ќе видиме, ама во секој случај добра идеја. Па тоа се случи со Манчестер и Реал кога играл на ја од некој мој инет не бев во градот избегав, затоа што го сметам тоа за како речете естрадна манифестација која што комерцијална, која што беше не од природачки карактер, ама градот беше полн. Тогаш и сите добро тука малку се полакомија наши гостители и хотелиери и некако нагло ритнаци. Ама тоа не е само кај нас така, тоа е и на страна, тоа се случувало да за време на Берлинскиот маратон правам муабет со германци кои што не живеат во тој момент таму и викаат
Абе за тоа ние се чудиме зашто цениве на Да, ама не се чудат баш, но често затоа што имаат туристи преку целата има многу милиони. Да не го споредуваме Берлин, Скопје, па и велокултурата таму и други спортски меѓутоа дисциплини. сакам да кажам дека има скопови на цени. Пратат и тоа на тие исто настани се дешава и таму. Не е тоа. Дали ќе видиме, може ќе расте ова низ години, кога споменав поддршка од домашни институции, повеќе мислев на логистика, знаеш, не знам, треба некој ден веројатно да се затворат улици или не знам како оди тоа, се барат дозволи така натаму. Како е вашиот фидбек во тој смисол? Не знам, така се пали на гази баба, како се организира тоа? Ние немаме ништо со тоа. Тоа го има организаторот на трката. Ние не сме организатор. Чека, вие самите како 091 на ран курси правите ваши интервјуи, да речем, организираме една гирилска трка, родинданска. Гирилска, добро. Да, затоа што сакаме, нели, да сме поинакви. Во смисла да потенцираме дека не мора стереотипно да се гледа на работите. Не мора да си трчаш за да учествуваш на маратон, нели, можеш да најаваш. Нашата трка, родинденска, е трка на парови, кои ги бираме со лотарија и за кои нема затворени улици, за кои нема поддржувачи официјални. Да, имаме доктори кои што за не дај Боже стојат и пробона ни се поддршка. Меѓутоа, сами, да речам, одбираат најкратка рута низ градот по улици или скратени патеки, они што ќе си ги најдат. Има 4 пункта кај што треба, да. Да, оставено на собствено одговорност, да. Обрнуваме внимание, да. Или лудост или внимание. И не знам како да опишам поинаку трката, повеќе е забава. Значи, да, таа трка ние ќе ја правиме. Е да се забавуваат, да се запознаат со некого, да се здружат, да видат дека некаде во ноември. Да. А твоето прашање ги го одговорам за големиве трки, организаторите имаат сериозна организација. Тоа е поголем проект кој што да речеме Скопски маратон, тој проект што го прави, тоа може да викнете да ги викнете нив да ти објаснат како. Да, добро, тоа ќе начнеме нека друга емисија. Да, сериозен проект. Кој може да биде член на вашето здружение? Тоа околу членството малку. Таму прочитав зошто ви право само на англиски ви е сетот или имате и македонска верзија? Имаше и македонска ако нешто. Ја не можев дали ја влегов или не можев да ја лоцирам. Ама доста интересно таму пишуваше кои бенефити ги дава трчањето вакво, да речеме аматерско и така натаму, и пишуваше дека едно од главните бенефити е покрај тоа што нели ти се издуваш на еден начин, да речеме, ги тргнуваш нели оние мисли кои што ти се поврзани со мене мајко му кој да трчам, ја мислам па дупло повеќе, не знам. Колку трчам само се концентрирам на она што се уморуваш. Како идеш само повеќе мислам на она што ми се уморуваш и стануваш уморен. Се фатил, ама не мисловно сум заглавен да речем што ми било проблем овие 2 дни, само на тоа мислам. Мајко му како да го решам ова? А гледаш кај други не функционира тоа така. Кај мене што е тајна? Диаметрално спротивно. Да, различно дека се. А многу луѓе одат да се испукаат, како бил на работа, не знам што. Да, можеш те каниме на наш ивент, да протрчаш и после трчање да се направиш молби со другите трчачи, како они се чувствуваат за тука е терапијата, всушност. Трчаш во група, па немаш многу хора да се речам. Сам кога трчаш, размислаш на милион теми и јас исто. Некош не размислам. Или можам да си искарам со сите, нели, ментално, со сите што сум планирала, па кога ќе стигнам дома се викам нема потреба поминам за ова. Да, зашто би се карала. Психотерапија. Јас можеби дека повеќе години го правам тоа, веќе трчањето ми е медитативен процес, значи искачам за да не мислам. Мислам дека сум способна да престанам да мислам само кога трчам. Така да индивидуално е. Не, но сигурно што друго ќе рече. Да. Во право види, тоа значи трчај повеќе, може нешто, некое нешто ќе излезе од тие размисли, да. Тоа е скроз индивидуално. Јас сум различен, ја не знам, размишлам некад на све, сваштам некад на ништо, а знам дека и сум приметил дека кога размишлам на ништо, тренингот е посериозен.
повише навлегува во професионални. Кога не Не, јас кога сум точно со слушалка со музика, значи се фаќам себе една тема, бамба. Викам добро, ништо не е со мене. И трчањето со музика е интересна работа, трчањето без музика е друго. Некои го сметаат со музика, а син ми поготово. Вие како трчате со музика или без? Јас со музика, меѓутоа некои трки без музика. И каква музика ти лежи, и тоа ми е доста интересно. Мене секогаш поише ме потикнува нешто од моја бранша ска, панк, така. Да, исто. И некој тефо ми дава и некој си го Јас стави. сум скроз сестран што се тиче. Немам одредено некој жанр. Све. А ти тира без музика? Што ќе ми дојде. Како без музика? Преферирам музика. Син ми За смета вака дека е си допинг, ден. музика кога трчаш. Па е, Читинг, вика. ами јас Читинг правиш. кај мене Стимуланс. дефинитивно темпото е друго, кога И јас слушам мислам дека музика, исто може би е така. ради Да. типот. Значи, начинот ме е малку донај муавет дали е подобро со музика или без музика. Искрено, мене подинамичната музика ми поише ме годи, некако повеќе ме стимулира, што не значи дека и некоја по-чил, не знам, меси джез музика нема, па донам ајде вие подобро тоа знаете, се како музичар мид темпо ќе кажам или лоу темпо, може би подобро за го начнавме муаветот за кој може да биде член, немате посебни критериуми. Апсолутно. Предпоставам, рекол ми дека отвориме страната, ама прочитав неколку работи на англиски и прочитав дека е основната поента нели дружбата, меѓутоа ајде најпрво за членство, потоа да ми објасните што значи тоа, гледам се споменува таму и тој биатлон, триатлон и пливање дури. Да. Ако не се лажам. Значи, точно тоа е поентата. Отворени сме за секој. Без разлика на можностите, ние сме аматерско друштво, аматерско урбано друштво кое е отворено за секој што има волја да направи нешто за себе, да смени, дали, мислам се пред се преку спортот, нас не обединува трчањето. Меѓутоа, без разлика на физички недостатоци, сексуална ориентација, раса, без разлика, мислам, за секој е отворена вратата, што и сме пружиле шанса, барем таков фидбек добиваме од луѓе, дека преку нашето друштво им е отворена врата кон нови социјални структури, запознавање на луѓе за кои што не знаеле дека, да речем, во нивниот живот не се сретнале со тој тип на луѓе. И поради тоа биле инспирирани, мотивирани да направат нешто добро и да изградат подобра верзија од себе. Така што, навистина, отворени сме за секој еден што сака дружба, што сака трчање, па ќе кажам, на аматерско ниво. Не сме, како што речем, на професионален клуб, не можеме да ве научиме правилно да трчате или да направите personal best на некој маратон. Меѓутоа може да размениме информации како ние на нас кога трчаме, со која музика трчаме. Кој подкаст го слушаме, ние имаме и подкаст плейлисти. Тоа е се едно проектче што го правиме, плейлисти од луѓе кои што се да речеме урбани ликови и прават една музичка селекција, плейлиста на Spotify, која што ја споделуваме, која што споделуваме тука, Даре, еден наш другар и дел од 091, он прв ја започна, иначе диџеј, така, па после некои други диџеји, па ајде се појави. Кој ти Даре, да не го знаем? Даре, братот Јовановски. Да го поздравиме. Братот да го поздравиме. Диџеј беше како диџеј повеќе во минатото, сега е така, опасиле диџеј, добро. Подготвене. Така да отворени сме буквално за све, значи еве и ова би го истакнала, толку сме отворени за нови предизвици, за нови луѓе секогаш. Низ нашето друштво навистина многу луѓе дошле, се нашле, ја надминале приказната, нашле друг пат, како и да е. Сакам чисто да истакнам кога веќе поздравуваме и нашата тичер Дана. Еве една анекдота, секогаш машките вика таа е државен првак во танци и е член на нашето друштво и машките секогаш ја закачаа дека требала да ги научи за да бидат фраери од град, да играат, не знам, да се покажат. Никој не игра не знат последно. Многу малку. И Дана им фрлил ракавица со тоа што... Да, па добро, дома е најакиот ден.
И Дани им фрли ракавица, рече во понеделник закупив сала, кој сака да дојде и да научи, да дојде. И таа приказна трае 2 години веќе. Машките сакаш да кажеш? И машките, женските, значи има латино танци или традиционални танци или? Па општа култура танци, И значи латино и валци, и чача, нешто. Си влагаме у свој филм. Не учи нешто, не знам дали е горда на нас или го прави. Ја мислам дека е горда, ја мислам дека. Па знаевме да изиграме неколку пара да изгледа тоа колку толку синхронизирано, мислам. Да. Изгледа Барем синхронизирано. Ја, наистина, често се движи по локални на супер ретко кој игра веќе. Па не, мора баш да земе да изигра. Многу е жално. Ети тоа е дело. И странци пои да дојдат. Подигање на свесноста и културата. Да. Имаме ни една песна на времето, кој не игра нека стане и нека си оди, ама се отидоа изде. Нешто. Се отидоа, не, ретко кој остана. Јас ќе ти прилипам сега на вториот дел на прашањето, околу другиве овие спортови наведени таму. Да речеме во даден момент некои од нас посакаа да пробаат нешто ново од спортските дисциплини. Некои се добри пливачи, велосипед возат, дел од тренинг процес на трчањето е некојаш велосипедот како убав рекавери момент, значи за одмарање да речеме на нозете во тој тренинг и така посака да пробаат и триатлон. Триатлонот е, знаете, пливање, тешки велосипедизам и трчање. Ништо не е тешко на аматирско, ако го правиш за забава. Значи тоа цело време сакаме да постигнеме на луѓето да сватат дека ако го правиш тоа од забава, од нешто да ти е на ниво на разонода и да си го направиш денот весел, не е тешко. Не е ништо тешко. Значи истрче за онака да главата да си ја изветреш. Не секогаш е така. Ако влезеш во базен, не секогаш е така. Имаш сме сретнале типови што вие машките сте поготово така. Леле, овој пистар чаф, леле, јас сум сега. Моментот отворени сме сите без разлика на ова, ама вие машките сте секогаш. Јас не, проработува некој што е егото и јас сум најбрзиот, јас сум не, тоа не е нашата приказка. Мислам ние можеби да calm down се, не сме некои до толку да. Свативме некое време дека нема да стигнеме на Олимпијади, рековме окей. Не само на Олимпијада, ние како гледаме да стигнеме на финиш. Да, ние сме многу далеку. Ние како земја, како и град, и земја, ние сме многу далеку од таа рекреативно тркачка култура. Да. Ние познаваме од екипиве што се дружиме од тоа глобално движење мрежи, да познаваме поготово скандинавци и германци, познаваме екипи каде што обични луѓе, тоа се за мене херои, обични луѓе кои што преку ден работат, дали се тие канцелариска работа, некои економисти, консултанти, има доктори, адвокати, кои што покрај тие нивни секојдневни обврски, тие трчаат полумаратон подобро од македонскиот рекорд. Да не збориме за професионалните дански атлетичари каде се. Сега, значи, тоа е мајндсет кој што мислам дека спортот е интегриран во образованието, веќе тука од мали години се они да, кога отвориме тоа тема, кај нас немаме ни физичко како што по училишто, не па. Па не знам, јас многу малку се обрнувам внимание. На реално. Тргнам и од своите деца кои што ги молам да тренираат, што некако не име, кај нас беше, не знам, во 80-тите, некако во таа бивша држава, Југославија се знаеше, секој мораше да тренира по нешто, дали фудбал, дали кошарка, дали атлетика, и атлетските клубови беа прилично развиени. Да. Па има и сега, честна изузеци има, се наоѓаат сега професионални. Мислам дека е физичко пориско ниво. Да, обрнуваат внимание, само можеби. Ама на волја на родителите. Да, и тоа е. А беа тргнати, да речем, мислам до четврто, немаат професори по физичко, тука е оставено на оделенскиот наставник. И нормално последично сколиоза, мислам дека во оделението на мојот син беа 80% од децата со сколиоза. Тоа е стварно многу поразителен факт. Телефоните плюс? Да. Сега свеста на родителите да ги инволвираат во спорт и практично преку нас учат децата. Ако ние им дадеме пример дека да, извинете, деца излагам 30 минути да протрчам,
ќе знаат дека Што знам, во мојот случај баш не е така. Мислам дека ќе бидам пример за и посебно во корона, доста и вежбав и трчав и се трудев и фудбал и сега некако спласната тој ентузијазм, дали околината околу нив тоа има наметнува и другиве деца, знаеш, ретко кој нешто спортова ќе видиме, меѓутоа тоа е на систем кој што допрва треба се реформира, да кажеме, и ако го закачиме образованието, ќе ни требаат уште 2 емисии. Не, ама може да се закачиме сами себе, значи секој еден како е. А кај вас како е однос на возраста, да речеме, има нема ли никакви граници, нити во возраст, да, ние сме тие што сме, повозрастни сме, меѓутоа имаме и помлади. Колку луѓе сте, прашав или не прашав во Имаме некоја критична маса од 20 на луѓе што се нон-стоп инволвирани, но секогаш се приклучуваат многу повеќе. Сега на Чирик зоната, утрината бевме 15-тина, на крај мислам дека сигурно не знам, ни се придружија 40 на луѓе беше беа, со се нашите семејства дојдоа, да, така да. Ние зрачиме спорт кон децава наши. Сите од нас. Мислам дека кај нас е тоа очигледно во екипа, дека децата ни се во спортот, можеби заради тоа што ние тоа го зрачиме и тренираат секој различити спортови, не е трчањето, меѓутоа мислам дека тоа кај децата дава некој додатен импулс. Ова сетина што го кажа со членството, да, 20-тина сме. Да, треба да го прашаме. Да, 24-5 се. Меѓутоа околу вака организацијска структура сме 5-6 луѓе кои што го буткаме тоа. Добро, сега што не мора така. Мора така. Би се случило ли повреда некош при овие или не знам некој чинови нешто потешко да ви поредам да престане зашто? Не, знаеш зашто? Затоа што на оваа возраст во овие години имам личен мој пријател кој се да го познавам, кој што на позни години реши да се занимава со ова рагбито, стана популарно и оформија клуб и не му требаше долго кариерава таму, едно 2 години скрши нова човеков и хазардерски спорт да избере. Дете, мислел дека тоа е спортот за него. Се случило. Затоа што си носи ризици трчањето, знаеш, колку и да речеше, ти посебно оние брските, малку фали ако немаш патики, а мене случило ке нагазиш. Не мора да значи да се патики, тоа е малце по рискантен тркачки спорт, да речеме. Трейл стазите знаат да направат проблеми. И трчањето по рамни патеки исто така. Или не знам, се случува да мускулни влакна се повреда, се случува да има луѓе кои што исто така имаат се јавуваат срцеви проблеми. Ние можеме да апелираме да сите што се бават рекреативно да си направат со своји прегледи периодични, систематски прегледи. На клиника има спортска медицина, која што и такако се подобни да ви кажат трчањето не е спорт. Ако беше на ЕГ, така? Да. Стрес тест. Мене ми направи такво еднаш пред оперативен запад и ми рекоа дека имам брадикардија или како се вика тоа човек. Да, па широко срце. Ми вика вика активно се занимаваш со спорт, би го медеш неол ако се смета. Или свирки, бе. Може пењето да ти е тоа. Ти имаш нормалено и кога дојдов на операција буквално не ми дозволеа веднаш да ми стават, ми рекоа стопирај целиот запад. Уште еднаш испитување, дали смеам јас да примам анестезија уште. Затоа што била, не знам, дури животот загрозувачка за некој комен. Немав представа дека го имам тоа во мене. Намалено или како се вика тоа бавно вклучување на да. Тоа го имаат викаат атлетичарите. Што од многу спорт проширено срце па побавно човек. Баш некој тоа секој што се бави, секој што се бави треба да си побара мислење од стручно лице, од лекар, кардиолог, спортски кардиолог, некој добар што може да го советува да не се претерува некој во наши години да речеме. И да го слуша телото. Треба да се слуша телото, да не се претерува со некој. И унесување како рекол ти исхраната 80% за виткава линија што зборевме, тоа е мислам да. Ама некако кога ќе направиш движење автоматски полесен си за трчање за се тоа и само ти даа врзано после против. Не одговорувам за тебе мај. Добро што не може да видат гледачите за кого зборуваме. Денки го изнесеме пред камериве. Нашиот продуцент и монтажери така натаму. Добро ќе биде.
помалку леб и како беше она, помалку леб, јагле, хидрати, шекери, газирани. Па не, тоа лично беа осетено на 2-3 пати во животот. Престанав со газирани пијалоци, престанав со и однос си полезен. Ти доаѓа да трчаш. За 20 дена имаш резултати и после можеш да правиш што сакаш и не сега да почнам да трчам 20 минути ми е веќе не, знаеш. А во време на корона тоа се го практикував секој ден и веќе почнав да размислувам и за она, викам не сум ја после за, знаеш, за оние 5 км, 10 км така натаму, меѓутоа секој ден се трча без никаков проблем. Ама промената се случи. Да, како не страшно. Точно градиш форма. Тоа ни е целта, да ги осетат бенефитите од аматерскиот спорт. На аматерско ниво излези, не мора да трчаш, прошете 1 километар, потроши малку, да речам, тоа што си го изал. И мисловен процес малку ќе издишаш. Кој ќе осетиш 1-2 дена прошетка, третиот ден може ќе ти дојде да трчаш, па точаче да повозиш. Многу влие на лајфстајлот, на домашната атмосфера, на децата. Имам обврски, имам, мислам дека секој има барем, не знам, половина час да речеме, од денот до одвои да потрчи или да поводи. Некако сите се наоѓаме, ова подводници, изгор уморен сум од работа, ама мислам дека уморен ако ти ќе поистрчаш многу подобро ќе се чувствуваш. Па после тоа шегаш ти како ше пиво повеќе и тамане се на крајот на денот. Каде може да ве најдат луѓе сајтот да функционира и другото, извини да го споменеме, Run Party Repeat или трчај, забавувај се и повтори сето тоа. Е во контекст на тоа, да, трчаме, ама да, и знаеме да се забавуваме и да пиеме пиво, значи не е не знам, скопските, да речам, урбани шими, малку и екстремите ги користат. Не, јас не пијам ништо, јас трчам, јас не јадам јаглехидрати, шеќер, чоколадо. Значи, некоја златна средина, затоа потенцираме секогаш со underline, на аматерско ниво трчаме, се забавуваме. И професионалци, ја чисти средби од клубови со фудбалери, со кошаркари, кај нив не постои тоа. Ама Ја избегнав алкохол, жесток или ова на тоа. Мислам дека се што ќе потроша за 5 дена 3 пати повеќе. Неверојатно тоа колку тие луѓе знаат да испијат и да треба да ги вратат калориите. Од на ноќта не сум бил сведок и се чуде вака. Сега е за шампионски рекометен клуб, зборуваме за нивната екипа. Што видов во една вечер, што се испија, тоа беше, како да кажам. Го имате вашиот сајт кој што е 091 runcrew. Како беше? Мака или ком? И вие тоа. Пиши 091 Run и искачам. И на нашите социјалните медиуми, нашите канали 091 Run. Истиснате лайк. На Инстаграм, follow, share. Како изарбалим. Тука ќе се надоврзам на прашањето каде може да најде, на Facebook страницата, редовно и на Инстаграм страницата. Имате некоја база, некој клуб кај што се стрекавате? Мислам, клуб вака, гледаме да трчаме барем заеднички, 2 пати неделно гледаме да истрчаме, среда во 7 од синдикат и недела. Зависи кој период од годината и годишното време, 8 или 9 наутро во недела од пред синдикат сега. Некојаш и од Брикбар го правевме тоа, меѓутоа од синдикат е сега. Како рече, еднаш неделно го правите или? 2 пати. Гледаме да бидеме 2 пати на заеднички трчања. Ги објавуваме, тие се отворени ивенти на Facebook и најчесто шернуваме на Инстаграм. И секој може да дојде, да, тргаме заедно и ќе се најдеш другарче со твоја брзина или може да не најдеш, меѓутоа ќе се вратиш тука, ќе бидат на кафе или на пивце. Имате за целно цел до каде одите или не? Еден час. Значи активни сме еден час. Ако некој има амбиција повеќе, окей, ние ќе спиеме кафе, ако не фатиш, не фатиш. Или па се случувало да сакаш да се приклучиш на екипата која што ќе излезеш порано, ќе доеш на дружбата на крај секојаш интересно. Секој што сака да се бави рекреативно, нека проба, добро е за здравје, можам да порачам и посебно до овие наши генерации на Апел кои што се доста спасивизирани, мора да знаеме. Некојаш сум горд сум на себе и на другариве и другарки околу екипа кога ќе видиме некој од нивна генерација, па некои изгледаат по така замашно, маце да речеме неспортски активни луѓе и ќе добиеш комплимент или ќе даеш комплимент, иста генерација сте.
Да, изгледа 10 години постар од тебе. Или Па да, луѓе, знаеш како паѓаат во таа зона на комфор и се опуштат и со години. Некако знаеш, ни духовно, ни физички не се одржуваат и паѓаат и после тоа знаеш децата ама не е само тоа, треба самиот малку да тргнеш од себе и да се мотивираш да почнеш да правиш нешто, ова нека биде еден апел. Да, јас од лично искуство трчањето значително ми го има сменето животот, квалитетот на животот, на семејството, мојот однос кон проблемите. И за тоа препорачувам на секој еден што сака да го подобри квалитетот на својот живот. Значи не мора да си атлетичар, не мора да имаш не знам какви физички перформанси или генетика на трчач и спортист. Дали ќе на километар или 15 минути прошетка, од негде почнете. Јас од тамо сум почнала. Денес трчам маратони, тоа ми е забава. Квалитетот на животот драстично се менува. Значи дојдеш дома и децата кога викаат, урлаат и нема не е напишано домашни се, ти си ваква. Да. Кредитот не е вратен, меѓутоа Тина е расположена и нема проблем. Да не преторуваме. Не е баш така да. 50% амортизира, сигурно. Искрено, мислам, кажувам, затоа што го има и тој еден момент, еве не го спомнавме, runners rush се дешава после трчање. Значи, тоа е една таква среќа, спремен си за журка, и затоа и најчесто дружбите после трчање се така екстатични. Тука паѓаат вицеви, значи го вадиш од себе, не знам. Сите демони се поставени на тркашката патека. Нено, ти имаш за крај нешто да порачиш? Истото тоа би го и да поздравиме некој од екипа, не знам ако сакате. Имате ли некоја хиерархија во кого треба, кој е важно да поздравиме? Немаме некоја хиерархија, не. Па, не знам, ако почнам да ги редам, ќе испуштам. Да не испуштиме. Или само ќе ја поздравам, срам да тие што не дојде, таа требаше место мене. И јас нема време да се спремам. Ја добив друг инстаграм профил на AML. Ете. Че викам сега нешто да не криза на идентитетот. Бевме во преписки цел од оправдани причини е отсутна. Следна прилика ќе Добро, ја ви благодарам малку се вака на брзина, морам Фросе да ја поздравам. Нашиот дизајнер, она е од почеток, незино дело е логото на 09. Морам да ви признам дека логото малку ме потсеќа на 2-3 други лога. Да поздравам и Фрос. Ме потсеќа на Two Life Crew. Тоа е еден рап бенд популарен во 80-тите. 091 имаше Скейт Скопје, една групација исто во 90-тите, ако не се лажам, негде таму на крајот, на скейтери и малку ме потсеќа на Vision Street Wear, оние кои што возат скейт на времето, може ќе се сетат. Тука некаде се движи, ама па тоа ми дава шмек затоа што е малку и не, вака ме да шо потсеќа, не комплетно, меѓутоа тоа е Јас на низа само ќе кажам дека во моментот кога решивме, ние толку на брзина све сакавме да склопиме тоа за да отидеме на таа журка Bridge the Gap, која што се дешаваше и се јавивме Фрусе, имаме име, те молам направи ни лого и за не знам, за пола сат го дојдеме. Чека, ова е нешто друго сега. Ова е најновата за по повод нашата 6 годишнина Крулав, затоа што да, љубовта кон спортот, кон музиката, кон различниот од себе, извинете што се повторувам, ама секогаш потенцирам потенцирам дека нашата приказна е поширока од трчањето, значи љубиме музика, љубиме денсење, ги почитуваме по различните од нас, со по-низок капацитет, со појак капацитет. Исто така ми е кажано дека кај вас, како што ви рекол нас пријател Фичо, не е важно кој како се вика, како се ословувате, викам тоа што му како не е. Ајде да трче. Дори на шега малку да кажам. Идеме кон други од разни профили и професии кои што некој поуспешен, некој помалку успешен, меѓутоа доаѓа до таа фузија и сите заедно уживат. Ама буквално толку различности има кај нас, секој еден, значи е мислам посебен свет. Не знам како преку трчањево имаме некои чудесен заеднички јазик. Па тоа што сте наследничка. Да.
Тоа ти кога со музика, бе, ние почнавме со Исто, бенд, ама завршиме да. таму, па друга професија нема. Добро, напел до сите оние кои што сакаат да му се приклучат. Смееме вака да кажем, не знам да има да некоја тајна таму Секта. организација Да. која што одлучува за вас. Премени 091 Ран Кру Не и треба да ни се допадне. Значи, треба да ви се допадне. Ова е веќе критериум кој што ќе размислите дали ништо ова беше, не знам дали и колку сте биле присутни по медиуми и по телевизија со промоција на ова што го ние работите, се меѓутоа експонираме, ние преку дела доста сакаме интересно, да направиме. ама доста впечаток. интересно затоа што ја многу малку знаев за ова. Ја следев нешто преку наши пријатели, што се случува, точно што работите, како работите, што се случува, не знаев и фала ви што двојвте време Нено и Тина од 091 Ран Кру да бидете гости во 14-тото издание на Вербалиум, во кој што зборуваме за трчањето на Тенане, што ви се рекли, што може би е нова. Може би е нова Ова е добро нешто. трчање на Тенане, идеја за нов ивент. Ова е за некој вижуал добро за. Благодарам многу на поканата, чест ни беше и може ќе ви се забавно. придружиме И од мене благодарност. Најпрви мање ако симне некои 20 кг, а мене 10 мислам дека ми се доста и ќе одиме на првиот, како беше оној најкраток маратон од 5 км беше, така? Да. Нема пократок од тоа? Па има Има и 3 детска таму километарски, две. Ја и мање ќе смислиме нов. Па да Ова можеме беше- да доеме на женска трка, да се бутаме на диво да истрчаме. Таа е 3 км, 2,5 нешто. Таму трчат А само може ќе издржиме. Може ќе издржиме и таму ќе видиме добро. Добро, ние Ајде ќе ви имаме помогнеме да се спремите. ние јадеме и пиеме Дојдете за пиво на долги почеток на- патеки, но ќе видиме. Да. Ви благодарам уште еднаш за гостување. Придружете се на вакви супер иницијативи. Ете, продолжуваме со Вербалиум со ширење на позитивни теми, иницијативи и идеи. И трчете, спортувате и оставете го на момент пивото, прасечкото и што друго таму. И што? тази печени од бел леп, бели од леп, тортите или од лепен. И кој? и тортите. И тортите и тортилите. Ето, уште еден Вербалиум, ви благодарам што бевте гости, а ние се гледаме во следното издание.